Знаете, има многу стихови во Библијата и некогаш некои стихови само излегуваат или подобро кажам се осветлуваат на одредени моменти, на одредени места, во одредени луѓе. И за некого еден стих е големо откровение, додека за другиот е само обичен текст. Но едно нешто што имам забележано во мојот живот и во животите на другите луѓе, каде што еден стих е што вели дека каде што е Светиот Дух, таму има не само луѓе, не само столчиња, него Словото вика дека има слобода. Интересно е што мнозина сакаат да бидат слободни. Мнозина посакуваат да имаат таа слобода. Знаете, историски, технички, на било кој начин луѓето викаат само да дојдам до таа слобода, да не бидам измачуван од овие нешта. Ќе ви кажам само еден типичен пример на тоа што значи слобода и како луѓето ја бараат таа слобода. Јас едно нешто знам, дека каде што е Светиот Дух, таму има слобода. И пред неколку години, ја не знам дали вие го приметивте тој човек, најверојатно вие некои од вас не го ни знаат, не го ни памтат, може би не сте го сретнали, ја го немам сретнато веќе многу години. Но имаше една личност која што доаѓаше на служба, на нашата служба, на христијански центар, и кога и да седнеше човекот, кога да почнев да проповедам, почнуваше да спие човекот. И ја пред ме иретираше. Сикам, како бе ми заспиваш ти на проповед? Да јас сум се мачал, тука сум се спремал, треба да имаш ти почит кон мене. И човекот ќе си седне и ќе седи таму и само крк ќе си заспие. И ја на почетокот викав, па нешто дури некојаш ви го прскав со нешто, само да го разбудам, затоа што ми сметаше. Знаете, ти смета, затоа што замислете сега вие да сте учител некаде во некој училница и децата да не ве слушаат. Тоа се случува, ама не е удобно. Се додека Светиот Дух не ми кажа остави го човекот. И јас се побунив, зашто да го оставам? Па види, треба да го научам да ме слуша мене, да ги слуша другите, да памти стихови. И Светиот Дух ми рече остави го човекот да ја ужива слободата. И мене не ми беше јасен тој стих, не ми беше јасен тој говор на Светиот Дух. Се додека не му поставивме прашање. Ја не му поставив прашање на тој човек. Реков, добро бе човек. Значи се убаво ти што доаѓаш на служба. Ама зошто заспиваш? Како може ја почнам да зборам, ти заспиваш? Ете што кажа човекот? Рече вака. Рече, кога јас доаѓам помеѓу вас, тие што се околу мене, тие црните, тие темните, не ме измачуваат и тие мора да чекаат надвор таму некаде. И вели, ја кога ќе дојдам помеѓу вас, е единственото место каде што можам да заспиам. Каде што имам слобода, дека никој ништо нема да ми направи. Дека никој нема да ми земе нешто од мене, дека никој нема да ми украде, а и плюс тие демоните што ми измачуваат цело време, тие не смеат да дојдат на ова место и остануваат надвор. Дали го разбираме овој дел? Таму каде што е Светиот Дух, таму има слобода. Ја не ги знам сите твои пречки што ги имаш во животот или твоите измачувања, но едно нешто знам, ако се најдеш на место каде што е Светиот Дух, таму ќе доживееш слободата. Следниот совет што ќе го дадам е многу скапоцен, е многу добар и ја би рекол совршен. Дека ако најдеш таму каде што е Светиот Дух, немој да си одиш од таму. Ако го најдеш местото каде што Светиот Дух одлучува да пребива, да живее и да се манифестира, немој да заминуваш од тоа место. Зошто? Бидејќи ја губиш, технички ја губиш твојата слобода каде што самиот Свети Дух те испратил да ја најдеш таа слобода. И јас знам мнозина кои што доаѓаат на служби, па не доаѓаат, па доаѓаат, па не доаѓаат, па доаѓаат, па не доаѓаат и целиот живот им е како ролер костер, не знам македонски како да кажам, како нагоре надоле, да. И причината зошто ја верувам дека мнозина доживуваат такви медицински да се изразам тегоби е затоа што го избегнуваат местото каде што самиот Свети Дух ги донал. Дали го разбираме овој дел? Словото не вели вака, уште додека бевме грешници, уште додека бевме во тој грев, Исус пострада за нас. Што значи тоа со други зборови? Исус не пострада пред 10 дена.
Или пак, пред некој си месец ден имавме луѓе, рекоа, јас си го прифатам Исус. Пред 2-3 месеци имаш луѓе кои што рекоа, јас си го прифатам Исус. Пред 5 години имало човек тука кој што рекол, јас си го прифатам Исус. Исус не умре тогаш. Исус не умре за твоите гревови пред 5 години, ниту пак пред 100 години, ниту пак пред 500 години, ниту пак пред 1000 години. Всушност, Словото ни кажа дека пред 1000 години Исус реши да умре за тебе и за мене. И го зема гревот, кој што не беше ни твоја вина. Ти само го наследи, ти само влезе, бидејќи се роди на земјата. Но Исус во својата добрина го зема гревот и вели, уште додека бевме грешници, Павле зборувајќи си за себе си, вели, Исус умре за нас. Тоа значи дека пред 2000 години гревот твој веќе бил земен. Само што јас и ти се уште не сме биле свесни за тоа. Но сега, кога си свесен, кога доаѓаш во тоа присуство на Светиот Дух и знаеш дека си ослободен, знаеш дека можеш да уживаш таа слобода, ја имаш можноста да продолжиш да уживаш во таа слобода. Затоа е многу добро. Таму каде што ја приметуваш слободата, немој да си одиш од таму. Затоа што тоа е присуството на Светиот Дух. Ја не можам да те ослободам скоро од ништо. Можам, ако ми достаѓа да се ослободам од тебе, ама од друго ништо не можам да те ослободам ја. Дали го разбираме тој дел? Ја не можам да те ослободам скоро од ништо. Може би од некоја лоша навика, ама тоа со сила ќе треба да биде. Не со убавина. И затоа, слободата што ја чувствуваш денеска, не ја заобиколувај, не бегај од нејзе, него уживај и дозволи да те ослободи од сите бремиња што ги имаш. Јас сум бил на многу служби, сум бил на многу состаноци каде што во една секунда, во еден момент, слободата влегла во човекот и го ослободила еднаш за секогаш. И веќе нема мачење со тие работи. Знаете, зависностите се само зависности во умот. Доаѓа Светиот Дух, го менува твојот ум, ја менува зависноста. Одеднаш те прави зависен од него. Одеднаш те прави зависен од слободата. Знаете дека јас сум зависник на слободата? Јас зависам од таа слобода. Зошто? Бидејќи без таа слобода, јас не знам што би правил друго. И затоа слободата за мене е најдоброто место каде што можам да уживам и да пребивам. И затоа јас сакам да бидам таму каде што е Светиот Дух. Така да се пее за Светиот Дух, да се каже дека го љубиш, не е некоја тешка фраза или како е можно ти да кажеш дека го љубиш Светиот Дух. Ти треба да кажеш дека таткото го сакаш и дека синот го сакаш. А Светиот Дух, тој што живее во тебе, тој што работи во тебе, тој што те доведе до тука, тој што го благослови твојот живот, тој што ти даде дарови, ти даде повици, ти даде способности, тој кој што беше со тебе уште пред да се родиш или уште пред да зачнеш во твојата мајчина утроба. Тој кој што ги следи сите детали во овој свет. Во еден мој сон се среќавам со една личност, ја мисля дека треба да ја помогнам на таа личност. Така ми изгледаше мене во сонот. И велам, извинете, дали знае, бидејќи мисля дека е странец во Македонија. И велам, дали ти треба помош? Дали ти треба некаде да ти покажам во кој дел на Скопје да одиш? И оваа личност, која што не можев да ја видам, ми рече, не се секирај за мене. И викам, како да не се секирам, гледам дека не сте од тука, не сте од земјата. И рече, јас ги знам сите нешта што се случуваат на земјата. И ја велам, како е тоа можно? Ми рече, бидејќи сум бил во сите земји и точно знам што се случува секаде. Тоа е Светиот Дух. Сега е со тебе тука, а во исто време може да биде присутен на било кое друго место и да ја донесе истата таа слобода, бидејќи слободата се наоѓа каде? Во него. Слободата не е производ на присуството на Светиот Дух. Слободата е присуството на Светиот Дух. Во твојот и во мојот живот. Тоа е слободата. Така да ние може да се молиме, Господи, дојди, Свети Душе, дојди и донеси ја таа слобода. И тоа е, може би, како да кажам, искрена молитва, но вистинската, исконската, или, подобро да кажам, коректната или правилното разбирање, Свети Душе, ти живееш во мене. И заради тоа, јас можам да уживам таа слобода.
Јас можам да ја вкусам таа слобода. Ја можам да ја живеам таа слобода, јас можам да бидам мојот живот може да биде исполнет постојано со таа слобода, да никој друг да не владее врз мене освен ти, Свети Души. Тоа е целта на Светиот Дух во твојот живот, да бидеш воден од Светиот Дух. Римјани 8 глава 1 стих. Ова е само мал вовед, после ќе ви проповедам за тоа што мислам дека треба да ви зборувам. Римјани 8 глава 1 стих вели вака: а сега за сите оние кои што се во Христос веќе нема осуда. Веќе нема осуда. Ај само ќе продолжиме да читаме што пишува понатаму, што се случува или кои се тие луѓе кои што можат да се нарекуваат синови и ќерки на Бог. Вели вака, вели зашто сега нема осуда за оние кои што се во Христос Исус, зашто законот на духот на животот во Христос Исус ве ослободи од законот на гревот и на смртта. Кога Светиот Дух ќе дојде во твојот живот, те ослободува од законот на смртта. Те ослободува од законот на гревот. Веќе тој закон, ти каже некој, а што ти совршен си, ти не грешиш? И сите ние вака се повлекуваме, викаме, да, грешам понекогаш. Го разбираме тој дел. Но века вели дека Духот те ослободува од законот на гревот и на смртта. И што донесува? Донесува еден друг закон во твојот живот. Кој е тој закон? Тој е законот на животот. Животот кој што Исус го донесе, живот кој што вели не дојдов да ви донесам само живот, туку живот во изобилие. Значи, тоа е законот кој што Светиот Дух го воспоставува во твојот живот. Ја пред некој ден разговарав со нека личност и ми рече, како е тоа можно, баш Исус не ослободи од законот? А што е со овие сите други зборови? Закон. Викам, сега ќе ти ја решам твојата дилема во твојот ум. И еднаш за секогаш да знаеш дека законот кој што го донесе Светиот Дух е законот на слободата и на животот. И сега ние сме под тој закон. Зашто? Бидејќи тоа е стандардот кој што Светиот Дух го има во него. Светиот Дух нема стандард на осуда и на грев. Нема во него, видите, во Светиот Дух нема можност да он изусти, размислува или пак да направи лоша реченица. Подобро кажам, Светиот Дух ја нема способноста да направи несвета состојба во твојот живот. Кога се чувствуваш изгубен, кога се чувствуваш поразен, кога се чувствуваш безнадежен, кога се чувствуваш неспособен, сите тие се чувства и сето тоа е само една состојба на умот. Но вистината е дека Светиот Дух кој што живее во тебе, ја има целата слобода, ја има целата радост, го има целиот мир и ја има целата праведност. Дали разбираме дека кога Исус замина од земјата, се што тој донесе со него, преку него, го остави во Светиот Дух. Со една цел, да сега ние не го бараме тоа некаде таму во некоја друга држава. Да не го бараме во на некој друго место да кажеме, таму слушнав дека има радост. Ајде сите додиме таму и да ја посетиме таа служба или тоа место каде што има радост. Исус намерно го направи тој експеримент, и не само експеримент, него таа стратегија, да сите работи од небото, да целата благодат, да целата вистина, да целата радост, мирот, праведноста, надежта, да ги стави во една личност и таа личност да не биде само некаде, него да биде внатре во тебе. И затоа ние сега велиме Светиот Дух живее во мене. Ние многу често не разбираме што кажуваме со тоа Светиот Дух живее во мене. Ние мислиме Светиот Дух се само даровите. Зборувам на јазици, или пророкувам, или пак се молам за болни луѓе. И ние сведуваме дека Светиот Дух е само тоа. Светиот Дух ја поседува праведноста, ја дава на тебе, ја поседува радоста, ја ослободува во тебе, го има мирот кој што Исус го донесе на земјата. Исус вели, јас доаѓам и донесов мир кој што не доаѓа до овој свет. Дали знаете дека постои мир кој што доаѓа до овој свет? И тоа е само привремен. Тоа е само, како да го кажам, тој повеќе лаже него што донесува нешто добро во нашите животи. Тоа е како замка е. Знаеш што, ако
завршиш, ова не е изговор за тие што се, ако завршиш школа, ќе ти биде сигурна иднината. И сега ние порано како деца, викаме леле, да учам, зашто тоа е мојот мир, а тоа што ако научам, ќе ми биде сигурна иднината. Некој ти вели, ако дадеш, ако уплатиш лото, нешто, тоа ти е сигурноста, тоа ќе ти донесе мир во животот. И кад што повеќе пари имаш, повеќе мир. Ја не знам дали можам да ги споредам овие работи, ама најверојатно имам сретнато многу повеќе богати луѓе него било кој друг од оваа просторија. Така барем мислам. Имам сретнато многу богати луѓе. И знаете што? Парите не носат мир. Не носат. Прашајте ги, луѓе кои што имаат многу пари, не, парите, мирот не е во парите. И ти викаш, како не, ја малце поише да имам, не, знаеш што, јас знам како е тоа. И затоа мора да им веруваме на луѓето што имаат искуства. Или подобро кажам, луѓето кои што го имале тој дел. И затоа мирот не се наоѓа на некое место. Мирот не се наоѓа на во некој друг човек. Мирот се наоѓа во Светиот Дух. И кога ќе го запознаеш тој Свети Дух, многу полесно ќе го разбереш мирот што е во него. Многу полесно ќе го разбереш. Ај само врати се назад на... Добро е ова до сега, луѓе. Тука сте ми? Океј, супер. Ајде читаме, ова стварно не планирав да ви го зборам, али ја мислам дека е многу добро да се слушне. Океј, многу е добро да одиме да го разбереме овој дел. Ајде ќе продолжиме вака. 3 стих. Зошто она што не можеше да го стори законот, бидејќи беше слаб заради телото, го изврши Бог, испраќајќи го својот син во облик сличен на грешно тело и поради грев го осуди гревот во телото. Значи гревот веќе беше осуден во што? Во телото на Исус. Затоа Исус умре со физичка смрт. Неговото тело мораше да умре и заедно со неговата смрт умре и гревот. Беше распнат на крстот. Така да, кога ќе размислуваш или кога непријателот или твојата теологија ќе ти каже грешен си ти, како не, грешник си. Словото ни вели дека распнат беше гревот. Беше осуден, го осуди гревот во што? Во телото. Беше тргнат. И сета виде што иска, за да се исполни барањето на законот во нас кои не одиме по телото, туку по духот. Со други зборови, кога духот дојде, кога духот го донесе во откровение, веќе нема осуда за тебе и за мене, бидејќи веќе не живееме по законот на гревот, туку живееме во законот на духот, што е слобода. И затоа вели, а сега, завршувајќи седмата глава, Павле, и вели, а сега, веќе нема осуда за оние кои што се во Христос. Што значи тоа? Ако си во Христос, осудата и да дојде, можеш да и се спротиставиш. Ако дојде мислата, можеш да и кажеш, не, јас не сум таков. Колкумина христијани паѓаат и се тргаат и од црквата, и се тргаат и од браќата и сестрите, зошто? Бидејќи дозволуваат да осудата ги осуди и да и вметне вина во нивните животи и тие полека оладуваат кон слободата и сега одеднаш тоа што го барале цел живот некако се оддалечува од нив и они сакаат да бидат таму, ама сепак нешто ги трга на страна. Што ги трга на страна? Ги трга лагата дека сега живеат под осуда. И видите што вика сега 5 стих. Така, оние што се телесни се стремат кон телесното. Со други зборови, Павле вика, имате христијани кои што едноставно го игнорираат Светиот Дух. Го игнорираат. Не сакаат да бидат водени од Светиот Дух. Или подобро кажам, не се научени да го научат, да го запознаат Светиот Дух. Ете што е една од моите најчести фрази, што ги користам не само тука, ги користам на секаде низ целиот свет. Некој ќе ми каже, Зоран, дај научи ме мене како јас да пророкувам. Викам, запознај го Светиот Дух, тој ќе те научи. Ама не, ти не знаеш, дај додека си тука научен, викам, ја додека сум тука, само можам да те импресионирам. Само можеш да се зачудиш од моите пророштва, само можеш да се зачудиш од моите приказни или истории и да кажеш, леле, колку си ти силен, колку си ти помазан.
Имаше служби каде што луѓето не можеа да стојат, не може да стојат, едноставно бегаат на сите страни, се тргаат. Еднаш седна еден човек напред, че леле, бегај од тебе, ќе ме изгори нешто. Викам, сигурно ќе се импресионираш од некој од моите приказни, од стори, сигурно, затоа што стварно се за препастувачки. Но велам, едно нешто кој што ти го советам, запознај го Светиот Дух. И ќе ви го кажам на вас. Може да ви го кажам на вас. Ако нешто сакаш, ако некого сакаш да запознаеш, немој да ме запознаеш само мене. Убаво е, да, може да се запознаеме, може и по некој кафе да испиеме. Не пијам кафе, ама некој ладно нешто. Али ако веќе сакаш да се запознаеш со некој, запознај се со Светиот Дух. Зошто? Бидејќи тој ќе те воведе во целата вистина. Јас не знам целата вистина. Мене не е тука Ребека. Ребека наостои постава прашање. Зорана, што е ова? Што е тоа? И на ден по 1000 прашања, викам, ти 1000, и другиве уште 1000 прашања, викам, ја не можам да одговорам 2000 прашања на ден. Викам, и да сакам да ги одговорам, и да сакам, и да речам, јас ќе ги одговорам сите прашања. Еднаш неден му кажувам, викам, да ми се јавуваат на ден многу луѓе. Како не? И му покажувам, 140 повика на ден. Вау! 140 прашања се тоа, а некој па дури по 2 има. Некој по 3 прашања има. Тоа се многу прашања. Јас и да сакам да имам одговор, ја не сум ментално способен, ниту пак сакам да си го истрошам мојот ум на сите тие прашања. Него велам, знаеш што, ја можам едно ти одговорам, или 2, или 5, али запознај го Светиот Дух. Тој ќе ти ги одговори сите прашања. Не сите одеднаш, зашто ќе те боли глава ако одеднаш знаеш се. Него полека ќе те насочува и ќе ти ги одговара тие прашања за кои што треба да добиеш одговор. Ние имаме многу прашања, а не сите прашања ќе бидат одговорени. Дали знаете дека има и глупави прашања? На таквите Светиот Дух не одговара. Еден ме праша, Зоран, рече, јас се молам, 7 години се молам и го поставам истото прашање на Бог, и вика, и никош не ми одговорил. Па викам, најверојатно треба да го редефинираш прашањето, зашто можеби не е мудро прашање. Има прашања кои што Светиот Дух нема да ги одговори. Нема. Ова не беше глупо прашање, ама некој ми го поставил прашање. Може да ви го кажам? Не рече, Зоран, како е тоа можно да дискутирале нешто луѓето, нели се интересирале, лекле, па како е можно сега, нели Бог го создал Адам и Ева на еден континент, и како е сега можно да на тој континент да се населат луѓе во Америка, па во Австралија, па како тоа немало бродови тогаш, нели, логично прашање. Викам, ти размислуваш само логички. Па како е сега тоа можно да има и црни, и жолти, и црвени, и плави, какви други има, бели, и уште некакви други разни врсти на луѓе, бој на кожа. И они викаат, како е тоа можно? Викам, знаеш како е можно? Се е можно за некои што веруваат. Бог ги создал луѓето, рекол, ајде, вие двајца ги зима, ги носи во Австралија. Вие двајца ќе ги пренесам во Америка. И вели, а како е тоа можно? Викам, знаеш што? Дела апостолски ни дава мал увид во тоа како Бог може да ги направи работите. Сеќавате на Филип? Филип евангелистот. Проповеда Филип на еден од Етиопија. Му проповеда. Одеднаш човекот се спасува, се крштева, и знаете што се случува? Светиот Дух, вели, го зима и го пренесува на друго место. Филип исчезнува и одеднаш некако е пренесен. Викам, ете така. Бог си рекол, овие двајцава ќе ги носам во Австралија. Овие двајцава, затоа велам, не се ограничувај само на ментално разбирање, ама како? Светиот Дух ќе ти даде одговор кој што можеби ти не си го ни барал, или подобро не си го ни очекувал дека ќе го добиеш. Али ќе биде доволно добар за да ти покаже дека Бог, дека за оние кои што веруваат се е можно. Ајде идеме само уште малку. Така, оние што се телесни се стремат кон телесното, додека оние што се духовни кон она што е на кого? На агиос, на пнеума. Тука грчкиот збор е пнеума. Што значи духот, Светиот Дух. Значи постојат луѓе христијани кои што едноставно не се фокусираат на Светиот Дух. Они за се размислуваат, Зоран, а што е со ова? А што е со оваа теологија? А што е со овој стих? А што е со тој стих? Ја велам, знаеш што? Ај запознај го Светиот Дух. Тој ќе те научи. Тој ќе ти објасни.
Може би јас и во мојата најголема желба да ти објаснам нешто и да ти кажам нешто, може би мојот одговор и најверојатно нема да биде целосен и не е целосен. Бидејќи тоа е само мој одговор што ми бил даден на мене, на моето откровение. Но Светиот Дух ќе те научи и како и да бидеш и татко, добар татко, како да бидеш и добра мајка, како да бидеш добар син, како да бидеш добра ќерка, како да бидеш добар внук, како да бидеш добра внука, како да бидеш добра баба или добар дедо, како да бидеш добар работник, како да бидеш успешен бизнисмен, како да бидеш добар проповедник, како да бидеш добар пејач, како да бидеш добар, ќе те научи на сите овие работи. Зошто? Бидејќи точно знае како те научи тебе. Ја можам да те научам да ти кажам, дај бе научи се да проповедаш. Тоа ќе биде мојот дел што јас копнем да го направам, или подобро кажам да создадам луѓе или пак да научам луѓе да го прават тоа што јас знам да го правам. Мене да ми дајете една шајка, еден чекич, најверојатно и треба да ми дајете и ми купите и завој. Значи затоа што тоа не иде многу добро со мене. Значи ако река ја ќе му купам чекич и една шајка, да, ма купи завој во секој случај. Али ќе те научам како да размислуваш, како да проповедаш, ќе те научам како да пророкуваш, ќе те научам на тие работи што јас ги знам. Но видете, тој што ги знае сите работи што тебе ти требаат, тој се вика Светиот Дух. И затоа некои луѓе постојано циркулираат во истиот круг, постојано поставуваат прашања, истите прашања. Ја веќе велам, слушај, јас сум заморен од твоите прашања. Е многу трпение, али веќе не одговарам на прашање. А тоа што веќе тоа не е прашање, него веќе тоа е еден круг од кој што ти не излегуваш. Зашто? И едно нешто знам, ти не комуницираш со Духот. Ти не комуницираш со Светиот Дух. Ти сакаш лесно да го добиеш тоа. Постои еден духовен начин, а тоа е кој ќе го бараш да го запознаеш Светиот Дух. Ајде. Така, оние што се телесни, се стремат кон телесното, додека оние што се духовни, кон она што е на духот. Зошто? Бидејќи мудрувањето на телото е смрт. Да мудруваш во тело, да мудруваш со твоите, всушност грчкиот зборов дека што се користи за тело, не е само, како да кажам, телесни потреби. Некој ќе каже, тоа со телото. Знаете, имате три врсти на луѓе кои што не го бараат духот. Тоа се телесни луѓе, тоа се душевни луѓе и луѓе кои што на англиски е carnal, не знам како да го преведам на македонски. Добро, да, ама carnal и fleshly има две различни. Значи, ако читате 1 Коринтијани 2 глава, 2, 3, 4 глава, имате опис на 4 врсти на луѓе. Имате душевни, имате телесни, имате, сега не знам како да го преведам, fleshly, како немаме таков превод, али луѓе кои што едноставно се водени само од похотата на телото. Тука вклучува зависност, тука вклучува секакви сексуални, како да ги кажам, перверзијата, тоа е зборот. Значи, имате луѓе кои што едноставно не може да се контролираат. И затоа Словото ни опишува 4 врсти на такви луѓе. Тоест 3 такви, а четвртата врста на луѓе вели, а четвртите се духовни луѓе. Оние кои што го познаваат Светиот Дух. И затоа вели вака, мудрувањето на телото е смрт. Со други зборови, мудрувањето на само умствено и на логично размислување ќе те доведе до смрт. Нема да биде тоа на мислиш, чекај за политика, там гумираш одма. Не е така. Него полека те воведува во момент, во стапица каде што ти само размислуваш за тоа. Леле, што ќе се случи овдека? Леле, тоа што ќе се случи? Леле, со Трамп, со Путин, со овја. И ти постојано се фокусираш на тие работи и полека те води во таа смрт, или подобро кажам, во состојба каде што веќе не го разпознаваш Светиот Дух. Дали разбираме дека постојат и сега во оваа просторија тука? Ја тоа го чувствувам во мојот дух. Знаете, преведував на една конференција, тоест проповедав, не знам каде беше, во Русија, некаде или може би беше во Ел Салвадор. Ја не знам шпански.
Знам неколку збора. И додека јас зборувам, човекот преведува на јазик кој што ја појма немам што кажува. Да беше српски ќе знаев, некако да беше хрватски, бугарски ќе разберев нешто, шпански од него разбирам. И додека ме преведуваше човеков, ме преведе, викам стоп, викам твојот превод не е точен. И тој вели од кај знаеш, во духот велам, чувствувам дека не ти е точен преводот. Во духот мој реагира веднаш, чекај, стој, погрешно ме преведе. И тој вака се враќа назад и рече, право си. Како знаеше, духот реагира веднаш. Но ако не си во тек со Светиот Дух, ако не си во тек со твојот дух, ќе бидеш во тек со телото. И затоа мнозина, дури и тука, дури кога зборувам сега јас, овие зборови што дојдат се одбиваат од тебе. Се одбива, зашто? Бидејќи не можеш да ги примиш. Затоа што вели дека за душевниот човек, вели дека духовните работи се фулишне, како на македонски. Будалаштина, глупосте. Не ги разбира, не може да ги прими, не може да влезат натре во него, не може да го допрат. И затоа многу ги кажат, ја ништо не почувствував некако. Ништо, не, така. Седам ја и така зборише таму еден човек, еден крупен, голем, нешто викаше, тие свиреа позади, не знам зашто тој поеднio со затворени очи, ама ништо не разбирам. Ништо не примив. И ова не е да те исмеам, него само ти кажам дека постои момент каде што ќе ги приметиш тие работи. Али е потребно да бидеш воден од кого? Од духот. Бидејќи мудрувањето на телото е смрт, а мудрувањето на духот е што? Живот и што? И мир. Дали ви кажав преска? Кога го познаваш Светиот Дух носи во тебе што? Го носи законот на што? Законот на животот. И одеднаш живееш. Дишиш. Разпознаваш, мирисаш. Ги препознаваш нештата. Не си само како ние многу пати се смееме или пак ги подценуваме, нели, ќе видиме некој болен човек или стварно болен човек кој што е го викаат мислам во вегетативна состојба, нели, тој само лежи и ништо не реагира. Он е жив е, ама не реагира. Имате мнозина луѓе кои што не се болни, не лежат во постела, али живеат низ овој живот, али не чувствуваат ништо. Не разпознаваат, не може да разпознаат кој ден е што. Не може да се радуваат, бидејќи го изгубиле чувството на радост. Зошто? Бидејќи не го познаваат Светиот Дух. Немаат мир, дури да сретнат мир, не знаат што да прават со тој мир. Ја еднаш ми кажав пред многу години, реков, кога ќе сретнете пророк, или кога ќе слушате дека пророк има во вашиот град, одете да научите од него нешто за пророчкото. Кога ќе слушате дека има апостол во градот, во некоја црква, идете да научите нешто апостолски. Ако слушате дека има евангелизатор, иди да се научиш како се евангелизира. Ако слушаш дека има пастор, оди научи како треба да ги љубиш луѓето. Што беше петото? Ако има учител, оди да научиш нешто. И разпознавајте ги времињата, разпознавајте ги деновите. Ми поминаа мене 25 години, стоп. Веќе таа фраза ја не ја користам, ниту пак ти треба да ја користиш. Ми летна животот. Тоа знаеш што значи дека ти летнал животот? Дека ти усвари си летал со затворени очи и ништо не си почувствувал. Леле, Зоран, стар сум ја. 35 години, остарев. Бевме на едно место, бевме во Америка и седам ја во собата, а ми кажа нашите, како да ги кажам, домакини, рекоа, Зоран, ќе дојде една жена, ама не ми кажа каква жена. Само ми рекоа, ќе дојде една жена која што ќе го чува нашето куче. Викам, ја кучињата не ги пипем. И вика, ќе дојде една жена, ќе го чува нашето куче додека вие сте во куќата. И доаѓа едно колиште, една кола, едно огромен джип. Ја немам видел толку голема кола. Океј, огромна кола. И сега ја очекувам, викам, ова кузде кој ќе излезе од колава. Излегува една бабичка. Значи, најверојатно колку Мира беше висока. Најверојатно, значи малецко едно, викам, како возиш ти бе, на цигли возиш, како седиш на таа. Значи, ја да седнам у таа кола, ќе се изгубам. И вика, ја ќе го чувам кучето. Супер.
И правиме нешто муабет и почна да ми збора за бизнис. Рече, да, ја почнав бизнис пред 2 години, почнав еден бизнис да го правам и почнав да продавам ова, да продавам тоа и почнавме да разговараме и сега ја гледам, ама викам, не можам да проценам колку години има, нели? Има, ама не знам колку. И збориме, рече, вие до кога сте тука и сега, нели, датите ово, вика, па јас следиот месец ќе пунам 92 години. Рече, имам таков бизнис, ова сега го работам, за ова ме плаќаат, па после тоа кидам да правам тоа, па кидам со колава, ќе возам од тој град до тој град. 92 години. Кај нас на 50 ги отпишуваме, а тој мртов е, да. Умрене тој, готово. Каже некој 50 години, готово, вика, ја више не живеам за мене, не. Па не живеј за тебе, живеј за Светиот Дух, живеј за Господ. Не мораш за тебе да живееш. Мене највеќе што ме нервира една фраза у Македонија, ќе кажам што ме нервира. Ја не се нервирам многу лесно, ама едно нешто што ме нервира. Ќе каже некој, јас више не живеам, јас живеам за моите деца. Значи таа фраза како ме нервира мене. Значи подобро живееш за Исус отколку да живееш за твоите деца. Ти љуби ги твоите деца, ти сакај ги, почитувај ги, ама ти не можеш да живееш за нив. Ти не си повикан да живееш за нив. Они немате водат тебе. Да, ти ќе бидеш благослов за нив, они ќе бидат благослов за тебе. Но ние сме водени од што? Ние сме водени од Духот. Зошто? Бидејќи сме духовни личности. Така да не можеме да ги користиме овие фрази и во црква. Ја живеам само за мој, ја престанав да живеам пред 10 години. Не можеш ти да престанеш да живееш. Ти си повикан за живот. Сега законот на животот и на мирот владее во тебе. Зошто мудрувањето на телото е непријателство против Бог. Моментот кога ти како христијанин, како верник, ќе престанеш да го посакуваш и да го препознаваш Светиот Дух, самото тоа е непријателство. Така се опишува, така се дефинира. Значи ти можеш да бидеш христијанин кој што доаѓа на служба во црква кога тогаш, некогаш, понекогаш. И кажеш, да, добар е Господ, добар е. Добар е, ама не го познаваш. Нема кој те научи. Нема кој те научи како да живееш. Бидејќи не му се покорува на Божиот закон. А кој е Божиот закон? Законот на што? На животот и на мирот. Тоа е Божиот закон. Сега не повика да живееме живот и тоа живот во изобилие. Што значи живот во изобилие? Знаете што за мене представува живот во изобилие? Да бидеш свесен и да се радуваш на секој момент што Светиот Дух ќе ти го приреди. Ја порано ќе дојдев на некој концерт. Вчера, например, бевме браво за Илија. Вчера ни отпее една многу убава песна, едно аплауче за Чичко Илија, да, одлично. И пееше песна на Визија Фест, ја не знам зашто не сите не дојавте, ама сигурно сте имали некоја голема причина, Господ само знае, тоест Духот знае. Беше ладно, дуваше ветерче, затоа не може да станам од кревет. Добро, како и да е. И знаете, порано кој ќе седев на концерт, и сега ќе почнеше првата песна и ја вака, викам, добро, ама чекај, ја втората да ја слушнам. И ќе доја втората и викам, чекај, ја чекам третата и ги испуштам и првата и втората. И ќе заврши концертот и викам, леле, не уживав во сите моменти. Изобилството на животот е да застанеш и да ги видиш сите работи што се околу тебе. Да ги приметиш. Да го приметиш и воздухот, да го приметиш и ветрот, да приметиш и како мириса воздухот. Некои луѓе не знаат да го мирисаат воздухот. Добро, сега тука малку мириса полошо, ама на добро место, каде што нема посебен мирис. Да приметиш кој околу тебе. Предходната служба Илија им даваше чест на некои луѓе. Знаете, тоа не е само да ги задржи во црква, него едноставно да им каже, слушај, ти постоиш, те гледам тебе, те приметувам тебе. И бидете такви луѓе што ги приметувате сите работи, сите вкусови. Јас сум човек кој што многу лесно се лажам по етикети. Ја кога ќе влезам во продавница, Илија знае, ме гледал мене, све купам, све што е шарено го купам. Затоа што ме привлекува. Нешто што е интересно, нешто убаво. Поготоа ако пишува дека е љуто, одма го купам. И после викам, не е љуто, благо е. Али сакам да кажам, ги приметувам нештата. Ја мислам дека јас сум првиот у Скопје, така барем размислувам, дека кога ќе излезе нешто ново, ја веднаш идам да го купам тоа. Не знам што е, важно да го пробам. За да имам вкус во мојата уста, да му кажам, знаеш што,
вака е вкусот на тоа нешто. Не се плашете од нови работи, не се плашете од нови храни, не се плашете од нови искуства, не се плашете да му кажете на Светиот Дух: Свети Душе, ајбе одведи ме некаде. Свети Душе, ајбе одведи ме на небото да видам како е. Свети Душе, ај покажи ми мене нешто за другиот човек. Не барај само за себе. Ние сите викаме: Свети Душе, за мене ми покажеш. Не барај за себе. Барај за некој друг. И ќе видиш како Светиот Дух ќе ти покаже нешто за тој друг. Затоа што тогаш практикуваш божествена љубов. Не си за себе, него за другите. Океј, ајде ќе го завршиме го тука. Но оние кои се по тело не можат да му угодат на Бог. Зашто не можат да му угодат на Бог? Затоа што немаат вера. Затоа што не живеат по вера. Они живеат по телесни работи. Се водат по телесни чувства, емоции, водства на телото. Добро се чувствувам, не ми се оди таму. Лошо се чувствувам, ќе одам. Или обратно. Порано многу ми беше незгодно ќе ме викне на некое место каде што треба прв пат да идам. Не ги знам луѓето и знаете, незгодно е. Си кажеш: каде бе ќе одам кај тие луѓе, па не ги знам и тие мене не ме знаат. Знаете, постојано чувство на срам, како се вика тоа, на што ќе правам ја таму. Сега, што ќе правам таму? Па не идам сам ја таму, идам со Светиот Дух. Тој е во мене, заедно ќе одиме. И да нема никој да не ми збори нешто, јас ќе зборам со него. Ќе се молам, ќе зборам на јазици. Затоа вели: а оние кои се по тело не можат да му годат на Бог. И ова е диаметрално спротивно на она што Словото го вели во Евреи 11:6, каде што вели: а без вера не е можно да му се угоди на Бог. Со други зборови вели: а верата му е угодна на Бог. Кога имаш вера во него, кога ќе му веруваш, кога се изгледа обратно, кога се изгледа дека паѓа, кога се изгледа дека нема да успее, ти велиш: мојот Бог, мојот Свети Дух, јас во него ја ставам мојата вера, јас во него ја ставам мојата надеж, јас во него се надевам. Ја денеска планирав, можеби тоа ќе биде за следниот пат, да ви зборам малку за надеж. И најдов 39 разни врсти на надеж. 39 разни врсти на надеж. Јас ставив таму уште една 40, а таа се вика ценкарошка надеж. Каде што се ценкаш. И има еден стих во Стариот Завет каде што Давид вели: ако го направиш ти ова за мене, јас ќе ја ставам мојата надеж во тебе. Сега не знам дали тоа се важи за надеж, ама ја пишува. Има 39 врсти на надеж. Надеж која што е цврста, надеж која што е жива. Ајде читаме некои стихови. Ај само 2-3 ќе ви спомнам. Идеме во втора Солуњани, 2 глава, 16-17 стих. 13 е многу добар, ама 16-17 се стварно прекрасни. И само да ви, може би уште неколку стихови ќе ви кажам, кои што се навистина 16 стих. Океј, вели вака: а самиот наш Господ Исус Христос и Бог, нашиот татко кој не засака и ни даде што? Вечна утеха и што? И добра надеж. Значи не е само надеж, него е и добра надеж. Таа е добра надеж. Некој каже: надежта умира. Таа не умира, таа не е можно да умре. Заборави го тој израз. Не умира надежта. Знаете, кога некој ме праша: Зоран, а што е тоа толку ти со пророштвото, што толку ги туркаш пророштва? Знаете што е пророштвото? Знаете што е кога си добил пророчки збор? Знаете што прави пророчкиот збор? Пророчкиот збор ја оживува надежта што е ставена во тебе, која што може би била засенета од многу нешто околу тебе, од луѓе, од настани, од систем, од политичари, од луѓе. Таа може да биде засенета, али таа не може да си замине. Таа стои во тебе. И кога ќе добиеш пророчкиот збор ја тресе таа надеж во тебе, да го тргне сето тоа што ја покрило, за да ја можеш да ја видиш. Затоа е добро да се пророкува. Затоа Павле вика: покрај сите дарови, брајте што? Дарот на пророкување, бидејќи оживува надежта што е дадена во тебе.
Каже некој амин ова. Вау. И што вика, 17 стих, нека ги утеши вашите срца и нека ве утврди во секое добро дело и слово. Што прави надежта? Надежта те утврдува да бидеш силен во секое добро дело и во словото. Ајдеме во друг стих. Добри сте вие таму? Супер сте, одлично. А уште малце. Ајде идеме во Римјани 15, например, 15, 13. Мислам нека е таму. А Бог на надежта, видите што пишува, да ве исполни со што? Со сета радост и со што? Со мир. Во што? Во верата. За да влегуваш во радоста и во мирот, за да го следиш Светиот Дух, за да бидеш дел од неговото водство, ти треба што? Ти треба вера. Треба да се ослонуваш на него. Некои од тука сакаат да станат нешто, ама викаат, ама да не правам ова. Сакаат да бидат богати, сакаат да бидат радосни, сакаат да бидат добри, дарежливи, ама сакаат да го рипнат и делот, да имаат вера, да се надеваат во Господ, да го следат Светиот Дух и да бидат послушни на учењето. Ја не знам колку пати су ви зборувал за дарежливост тука. Многу. И некој пак ќе каже, леле Зоран, нема. Не може, не успева. Ја не можам да верувам во такво нешто. Јас можам да поверувам во менување на нештата. Можам да верувам, да прифатам дека не секогаш ќе биде само равно, нека некогаш ќе има некој како си тоа промени, ама тие се добри бидејќи те не те остава да бидеш традиционален. Не те остава да бидеш само, како да кажам, да бидеш во исчекување на подобри нешта. И затоа е добро да се има вера. И затоа вели, а Бог на надежта да ве исполни со сета радост и мир во верата, да преку силата на Светиот Дух да изобилувате во надежта. Еве ви уште еден стих кај што зборува за изобилна надеж. Ви кажав претходно, таа беше добра надеж, а оваа каква е? Оваа е изобилна надеж. Кој некој ќе каже, Зоран, нема надеж овде у Македонија. Еве ви стих. А Бог на надежта во кој што луѓето се крстат и веруваат во Него, или пак пробуваат да веруваат, вели дека тој е способен да преку Светиот Дух да те исполни со каква надеж? Со изобилна надеж. Толку изобилна што можеш да ја даваш на другите. Така да, просперитетот и изобилството не се сочинува, не е составено само од пари. Составено е од што? Составено е од познавањето на кого? На Светиот Дух. Што повеќе го познаваш Светиот Дух, толку повеќе можеш да ја почувствуваш и да ја имаш и да ја живееш неговата сила, која што те воведува во изобилието на надежта и ти дава изобилна надеж. Така кога ќе зборуваш на другите луѓе, кажат, што ти е бе на тебе? На шо си ти? На изобилие. На какво изобилие? На надеж. На такво изобилие сум. Нешто време е да го научиме или пак да го запознаеме Светиот Дух. Време е да го запознаеме Светиот Дух. Време е да му кажеме, Свети Душе, што викаш ти за мене? Што ти кажуваш за мене? Што ти зборуваш на мене? Како ти би ме опишал мене? И ќе се изненадите како Светиот Дух ќе ве опише. Ја често слушам пророштва. И некогаш кога слушам како други луѓе им пророкуваат, на некои луѓе што јас ги знам, и велам, ја ова не можам да го сватам, ама најверојатно Светиот Дух вака зборува. И тој вакво мислење има за тој човек. Ја не можам тоа да го видам со моите физички очи, ја не можам да го разберам со мојот ум, али Светиот Дух си има мислење за тој човек. И многу често верувајте дека ми е тешко да им пророкувам на некои луѓе бидејќи не се согласува со моето гледиште. И не можам да го сватам тоа. И колку пати Светиот Дух ми каже, ти Зоран да чутиш, ти да не мислиш многу.
Ја имав еден газда порано и нешто ќе ме пратеше да направам и ја ќе направев нешто погрешно и ќе кажев: "Абе извини, ја мислев, ја не те плаќам тебе да мислиш. Ја тебе те плаќам да работиш." И така со Светиот Дух. Светиот Дух не ти вика ти да мислиш, него Светиот Дух ти вика ти само слушај, отвори уста и нека тече. Тоа ти останува, тоа нас ти останува. Нема многу мислење. Остави го Светиот Дух нека работи. Океј, ајдеме само уште еден стих. Мислам дека е 1 Тимотеј, овој сигурно треба да го знаете овој стих, 1 Тимотеј 4:10. Мислам дека е таму. Добри сте ми, тука сте ми. Да не ве заморив многу со многу стихови. Не? Океј. Ајде, со овој ќе завршиме. Уствари, знаеш што, пред да го читам овој стих, ајде вака ќе направиме. Бидејќи сега се уште сме во тоа слово. Ајде вака направите. Значи за тие што се за прв пат дојдени и можеби за тие кои што постојано доаѓале, ајде ќе ги ако сакате затворете ги вашите очи. Ајде ќе го прашаме Светиот Дух. Ајде ќе му дозволиме да ни зборува, да ти зборува на тебе и да ти каже како тој тебе те гледа. Како тој размислува за тебе. Ајде сите може да го направиме тоа. Јас само ќе се молам и ќе го очекуваме тој момент и ќе оставиме простор. И ќе кажеме: Свети Душе, ти кој што го познаваш секој еден човек, ти кој што ги знаеш сите работи овдека на земјата, ги знаеш сите земји, ги знаеш сите случувања, ги знаеш сите опции, ги знаеш сите пресметки. Јас те молам, Свети Душе, и ти благодарам, и ти велам, опиши не ти какви сме ние во твоите очи, како ти не гледаш, какво мислење имаш ти за нас. Јас те молам на секој еден да му даеш слика, да може да се види како што ти го гледаш, како што ти размислуваш со твојот мир, со твојата радост, со твојата надеж. Фала ти, Свети Душе. Амен. Јас знам дека оние кои што искрено го бараат Бог ќе го најдат. Јас знам дека Словото ни вели блажени се оние кои што се со чисти срца. Зошто? Бидејќи ќе го видат Бога. Матеј 5 глава. А ќе читаме само нема да ве прашувам кој што искусил, али ја верувам дека тие кои што навистина го бараат Светиот Дух, дека тој им открива и ви открива како он вас ве гледа. Нема да ви кажам што мене ми кажа, како сум јас. Супер. Океј. 10 стих. Вели, затоа ние се трудиме и се бориме. Зошто? Зошто нашата надеж сме ја усмериле кон живиот Бог, кој е спасител на сите луѓе, а особено на верните. Ова е слово кое што мораш да го примиш. Ова е заповед кое што не смееш да игнорираш. Ниту јас, ниту ти. Ова е веродостојно слово. Се можеш да кажеш, може би ова не е точно, може би ова е, како да кажам, моментално не е во контекстот на оно што се случува. Нели имате стихови каде што не можеш да ги аплицираш во твојот живот. Александар секогаш се смее со еден стих кај што му порачува Павле, вика: земи ми ги пергаментите на метката. Оди најде ги пергаментите на метката, не можеш да ги најдеш. Значи тоа е само у тој момент. И постојат стихови кои што не можеш да ги внесеш во секој контекст. Али овој стих е за секој контекст. Овој стих е за секој еден христијанин постојано цело време. Уште еднаш. Тоа е веродостојно слово и достојно за целосно примање. Затоа ние се трудиме и се бориме, зашто нашата надеж сме ја устремиле кон живиот Бог. Или подобро кажам, тука грчкиот е сме ја инвестирале, сме ја ставиле, сме посегнале со таа надеж кон живиот Бог, кој е спасител на сите луѓе, а особено на верните. И ова нека ви стои, нека ни стои во нашите умови, нека стои во нашите срца, дека Бог е спасител на секој жив човек тука на земјата. Дали ние тоа веруваме, дали нашата теологија ни дозволува тоа да веруваме, ја не знам што ти веруваш. Јас седев до еден човек, ова беше пред некој ден, пред некоја недела, и едниот е учител и другиот е учител. И овој му вика, ама како е тоа можно? Вели, слушај,
Ја не знам за тебе како е можно, али јас ќе верувам во Словото. Ама знаеш што? Што е со ова? И тој вика, знаеш што? Ја не можам да се сложам со твоите човечки размислувања. Јас единствено се сложувам со вистината која е ставена во Словото. И са другиот пастор вика, ама знаеш што? Ама што е со ова прашање? Му вика, знаеш што? Ќе звучи арогантно, но јас ја одбивам секоја твоја мисла, затоа што ја не можам да се водам според твоите логички размислувања. Јас ја ставам мојата вера во живото слово кое што вели Бог е спасител на сите луѓе. И дали ние го сакаме да го веруваме тоа или не, тоа зависи од тебе и од мене. Но она што јас ќе одлучам и она што јас одлучувам да правам е да верувам дека Бог е спасител на сите луѓе. Ја често велам, ако можеше мене да ме спаси, може да спаси секаква бараба овдека доле на земјата. Ако можеше мене да ме најде и да ме извлече од таа темнина, тогаш може било кој што ќе го повика него да биде спасен и да биде осветлен и да го има тој живот во изобилие. Тогаш може за секој еден човек, секој може да биде спасен. Секој. Ја не знам како тоа технички ќе се изведе, ама јас верувам дека секој човек има пристап кон ова спасение. Каков сака нека биде интелигенција, ако сака нека биде нула интелигенција. Ќе му додадеме нека мала и да може да го прифати тој дел. Вау! Леле! Слава ти Исусе. Може тука да завршиме. Ја мислам дека си изназборев многу, а си планирав 39. Колку ви кажав се? 3 врсти на надеж? 39, да, ама ви кажав само 3, така? Следниот пат ќе ви зборувам за, или ако има можност. Имате надеж дека ќе имаме другата недела служба? Добре. Сега кога имате изобилие надеж, ќе станеме заедно. Испееме една песна, може да испееме една песна, да го прославиме нашиот Господ за неговата добрина, за неговата прекрасна надеж што ни ја ставил во нас, за прекрасниот Свети Дух. Ја не знам дали успеав да ви го доближам разбирањето за Светиот Дух. Ја не знам дали успеав да ви доближам дека тој навистина е жив, дека навистина е реален, дека навистина е способен да ги управува нашите животи. И јас знам дека мнозина, само малку внимание, јас знам дека дури христијани доаѓаат и ми велат, Зора, ама ти не знаеш колку е тешко. Велам, ја можеби не знам, али знам еден кој што разбира се за тебе. Кој што всушност верува толку многу во тебе, што ти не можеш ни да помислиш да си веруваш толку себе си. Знаете, Бог те сака тебе повеќе од што ти се сакаш себе си. Бог го љуби твојот комшија повеќе од тоа што ти го љубиш и тоа што можеш да замислиш дека го љубиш. Бог ја сака твојата работа, таа што ја работиш, повеќе од тоа што ти го сакаш или повеќе од ти што ја сакаш. Бог го сака твоето тело повеќе од тоа што ти можеш да го замислиш дека можеш да го сакаш твоето тело. Бог е способен да ги спаси сите луѓе, дури за оние за кои што ти веќе си се откажал, си рекол, за овој човек нема спасение. Свети Душе, врати ни таа надеж во нас, дека можат луѓето да се спасуваат. Врати ни таа надеж или исполнене со таа надеж да веруваме за спасение на мнозина луѓе, да веруваме за многу спасени души, да веруваме за многу спасени души, да веруваме за мнозина кои што немаат надеж, да можеме да црпнеме од изобилието и да им го дадеме, кажеме, еве ти, прими од оваа надеж, имам изобилие на надеж. Да им дадеме од таа добра надеж, да кажеме, добра е надежта, добар е Исус, добар е Господ, надевај се само во Него. Господ Исусе, фала ти за овој прекрасен ден исполнет со Твојот Свети Дух. Фала ти за слободата што можам да ја вкусам тука. Фала ти што ни даваш храброст. Фала ти што ни даваш мудрост. Фала ти што ни даваш разбирање за тоа каков си ти, Свети Душе. Фала ти, Свети Душе, што не воведуваш во сите вистини, ни ги даваш сите одговори, не обликуваш да личиме на Исус, да можат да го гледаат Исус луѓето во нас, да може да ја гледат неговата добрина, да може да гледат неговата вера, да
може да гледат неговата надеж, да може да гледат неговата благодат, да може да гледат неговата вистина. И затоа ги покривам сите мои браќа и сестри овдека, дури и за тие што се за прв пат, те покривам со таа надеж, да не можеш да се ослободиш од незе и да единствено размислуваш за Светиот Дух, да единствено размислуваш за тој добар Господ Исус и да размислуваш за убавината и за љубовта на нашиот Татко Небесен. Така да зароби ги нашите срца, Свети Душе, зароби ги да бидат зависни од Тебе, Свети Душе, зароби ги да бидеме зависници на Твоето присуство, да бидеме зависни на слободата на Светиот Дух и да се друго да ни биде одвратно. Секаква зависност во името на Исус ја одсекувам од Твојот живот, секаква немудрост и велам да си оди надвор од Тебе. И секаква болест и велам оди си надвор бидејќи нашето тело е засакано од нашиот Господ Исус. И секаква болест само го нагрдува нашето тело. Затоа ние велиме исцеление во нашите тела, исцеление во нашите тела, исцеление во нашите умови, да секаква травма биде исцелена, да секаква погрешна насока да биде исправена, да секаква лага биде изместена од своето место и да вистината владе во нашите срца, да љубовта владе, да бидеме под законот на љубовта, да бидеме под законот на животот, да бидеме водени од Светиот Дух. Татко, фала Ти во името на Исус. Фала Ти во името на Исус. Амен. Фала Ти, Исусе. Фала Ти, Исусе. Свети Душе, Те љубиме, совршен си Ти во се. Свети Душе, Те слушаме, действувај преку нас, Господе. Свети Душе, Те љубиме, совршен си Ти во се. Свети Душе, Те слушаме, действувај преку нас, Господе. Действувај преку нас, Господе. Свети Душе, водач си наш, носиш слобода во овој час. Свети Душе, водач си наш, носиш слобода во овој час. Свети Душе, водач си наш, носи слобода во овој час. Свети Душе, водач си наш, носи слобода во овој Свети Душе, водач си наш, носиш слобода во овој час. Свети Душе, водач си наш, носиш слобода во овој час. Свети
Светиот Дух ќе те слушне и ќе одговори и ќе делува преку тебе. Амен. Светиот Дух ќе те слушне, ќе одговори и ќе делува преку тебе. Така да избриши го зборот очај, избриши го зборот невозможно, избриши го зборот не може и никогаш нема да се случи. Туку напротив, стави го речникот на Светиот Дух во твојот живот, стави го во твојата уста и зборувај како да зборува Светиот Дух, или подобро нека Светиот Дух зборува преку тебе. Така да ве оставам во тој благослов, ве оставам во таа благодат, ве оставам во тој мир, ве оставам во таа надеж која што е прекрасна. Јас и ти немаме друга опција. Ние само можеме да се радуваме и да го живееме животот кој што Светиот Дух ни го дал. Еден голем аплауз за нашиот Господ Исус. Слава ти Исусе. Слава ти Господи. Слава ти.